вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Прво јануарско издание во форматот Жешко столче, а вечерва на овие теми. 6 милиони евра за интервентен увоз на струја за само 2 недели во јануари. Диктат на епски студената зима или резултат на неодговорното работење на ЕЛЕМ. Состојбите во енергетскиот сектор, меѓу реалноста, политиката и политизацијата. Инвестициите растат, производството на струја се намалува. Како Македонија да се оттргне од судбата? Енергетски зависна земја. ЕЛЕМ, енергија за Македонија или златна кокошка за партиски бизнис интереси. Доктор од областа на машинството, универзитетски професор при Машинскиот факултет при УКИМ, сега начело на АД ЕЛЕМ, хонорарно и про боно и советник на премиерот за енергетика. Тоа е накратко биографијата на мојот вечерашен гостин на Жешкото столче, генералниот директор и председател на управниот одбор на АД ЕЛЕМ, Христијан Мицковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добре најдов. Правилата да подсетам, бидејќи овој формат на емисија го имавме во текот на изборите, се сосема едноставни. Имаме 3 тематски целини кои што им се познати и на главниот гостин вечерва, но и на гостите кои што ќе ги вкрстат своите аргументи со господин Мицковски околу овие тематски целини. А тоа вечерва се моите колеги Зденка Павковиќ, уредник во Дневник. Добро вечер. Горан Теменугов, уредник во Алсат телевизија. Добро вечер и за вас. И мојот колега Мирко Трајановски. Здраво. Господине Мицковски, иницијално кога го договаравме ова ваше гостување во топ тема на ваша страна, поводот беше овој вонреден или интервентен увоз околу лексиката и зборовите. Вие ќе веројатно нема да се согласите, увоз на струја. 6 милиони евра за 21 ден, за 3 недели. Меѓутоа, во меѓувреме, ЕЛЕМ е на мета и на специјалното јавно обвинителство. Во акција тарифи се мерат тарифите на тендерите на електрани на Македонија. Дали тендерот, инвестицијата вредна 4,1 милион евра за тој нов систем на ЕЛЕМ, ЕРП, така наречен систем, бил наместен? Добро, да почнеме од почетокот на вашето прашање. Секако семантиката е многу значајна кога зборуваме за увозот на електричната енергија во овој период во јануари месец, но не само семантиката, него и периодот за кој што тој увоз е направен. Станува збор за увоз кој што го опфаќа целиот месец, односно 31 ден, не 22 како што на почетокот кажавте. Не можам да се согласам дека станува збор за вонреден интервентен, него можам само да кажам и да се согласам само со зборот увоз, бидејќи тоа е редовна постапка која што е спроведена согласно правилата за овакви случаи, односно кога се увезува електрична енергија. Исто така ние имаме и правила кои ќе ги продаваме вишоците кои што ќе ги произведуваме од електрична енергија. Усвоена не е интервентно или вонредно ако не било планирано и се ускокнува? Не. Затоа што билансите портфолијата на потрошувачите се затвораат ден за ден. И тоа се вика day ahead, односно ден унапред. Ајде да го оставиме тоа за Овде морам веднаш да скокнам, извини Боби. Викате дека треба да се увезе, нормално е да увезувате електрична енергија, но до сега праксата, колку што се сеќавам, ја беше дека на пред почетокот на новата година се набавува струјата за текот на наредната година и едноставно се добива некоја многу пониска цена од што е во моментот дневната цена што е на светските берзи, односно регионалните берзи во овој случај, и едноставно граѓаните не се изложени, и фирмата вие како увозник во овој случај, не сте изложени да плаќате дневни многу високи цени за увоз. Вие тоа не го направивте, колку што знам, вие дневно увезувавте струја која што е прилично поскапа ако се направи годишен аранжман. Зашто го пропуштивте моментот да увезете, односно да направите годишна набавка на струја? Видите, токму тука можам да ви реплицирам и да кажам дека не е така. Останатите чинители на пазарот на електричната енергија, тоа е дистрибутерот, односно дистрибутивниот систем операторот или кажано операторот на дистрибутивен систем и високопреносниот систем оператор
прават набавка на електричната енергија на крајот на календарската година за следната година, а со цел да ги покријат загубите, техничките и економските загуби кои што ги имаат во нивните мрежи. И они тоа го прават бидејќи однапред, согласно енергетскиот биланс, они ги знаат количините, ги предпоставените количини на електрична енергија што ќе исциркулираат низ системот, дали тоа ќе биде високо преносниот МЕПСО или нисконапонскиот, тоа е дистрибутивниот систем оператор во случајот Ева на Македонија, и они ги знаат тие конзуми, врз основа на тие конзуми процентуално знаат колкави се нивните загуби, и така они многу лесно може да ги определат количините на крајот од годината за следната година. И они тоа го прават, ќе ве коригирам, не годишно, тоа го прави само систем операторот, односно МЕПСО, додека операторот на дистрибутивен систем тоа го прави квартално, односно на квартали. Само да се доискажам, да ви одговорам целосно на вашето прашање, но и тоа не е закон, затоа што често пати кога имаме ваков случај како сега, кога имаме лошо предвидување на конзумот однапред еден месец, тогаш загубите се поголеми. Само нешто, во ноември вие поднесовте барање до регулаторна комисија за да бидете вие увозник на електрична енергија, на крајот од декември ви дозволија вие да бидете увозникот на електрична енергија. Значи вие ја преземавте обврската да увезувате електрична енергија. Поранешната пракса во ЕЛЕМ беше, да не ги спомнувам претходните директори, да се направи рамковна спогодба со некоја просечна цена годишна, каде што во вакви случаи кога ќе имаме изненадување на пазарот, да се увезе некоја релативно поевтина струја од немната. Овој пат тоа не го направивте, иако имавте вие дозвола. За споредба МЕПСО, например, во декември, една недела пред вие да ви одобри регулаторната комисија да увезете струја, набави електрична енергија за 38-39 евра за мегават час. Вие одевте поскапо во јануари, бидејќи од ден за ден. Дали пропуштивте можност во декември да се подготвите за да набавите поевтина електрична енергија и да си дозволивте да увезувате дневно? Ако ме следевте во претходниот одговор, ќе ви станеш јасно одговорот на вашето прашање, затоа што МЕПСО увезе бидејќи го имаше предпоставен енергетскиот биланс на потрошувачите. И ако го погледате тој енергетски биланс, ќе видите дека во јануари месец се предвидени одредени количини на електрична енергија кои што се потребни за да се задоволат потребите на тарифните потрошувачи. А тоа, за да биде појасно на публиката, се сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Тоа се домаќинствата и малите фирми. Тие што не се на слободни. Така. Да појасниме за кого се набавува. Мали, големи фирми, а тука не ви ги двојат, тоа се сите оние кои што не се на слободниот сегмент од пазар. Значи, и ако тоа го споредите со реалниот физички конзум кој што се случи во јануари, ќе видите дека имаме отстапување поголеми од 30% во одредени денови. Да речеме на 11 јануари тие отстапувања се 38,5%. Доколку се случеше реалното сценарио да ние имаме физички конзум кој што беше предпоставен во енергетскиот биланс усвоен минатата година за оваа година, ние ќе немавме потреба од увоз. Односно, да бидам уште еднашка попрецизен, потребите на граѓаните наеднаш во месец јануари се зголемија поради лошите временски услови, поради X причини, не само лошите временски услови, нормално поради сето она што се случуваше во Европа и во регионот, се зголемија за до овој момент, до 25 јануари, за повеќе од 20% визави она што беше предвидено во декември. Доколку, ќе повторам уште еднашка, се случеше сценариото предвидено во декември, во јануари ние немаше да увеземе ниту 1 мегават час, бидејќи расположивиот потенцијал производствен, се разбира, на АД електрани на Македонија, ќе ги задоволеше потребите на тарифните потрошувачи. Ке се вратам уште еднашка на почетокот на вашето прашање, ние не го вршиме увозот, него ние сме обврзани со одлуката на регулаторната комисија да ги обезбедиме неопходните количини на електрична енергија потребни за тарифните потрошувачи. И вие не ги обезбедивте и мораше да има дневно... Дали ќе ги увеземе или ќе ги произведеме, тоа зависи од билансот што ќе го добиеме од снабдувачот на тарифните потрошувачи. Во случајот ние добивме биланс и на крајот на декември, кога го согледавме тој биланс, ги видовме нашите расположиви капацитети, хидро и термо, се разбира, и ние констатиравме дека да, 14,800 мегават часа ние можеме да произведеме. Но никако не можеме да произведеме 20.000 мегават часа, кои што се случија на 11 јануари. Зашто е направено тоа отстапување? Мислам дека на друга адреса треба да го поставите тоа прашање. Но доаѓаме зашто немате договор, само тоа, окей. Меѓутоа во една ваша изјава првиот увоз
ноќта на Божик го врзувате директно и со испадот на третиот блок. Точно, не ноќта на Божик. Зошто се случи? Значи, на ноќта Банник према Божик во 3:34 испадна еден блок во термоелектраната Битола, тоа е третиот блок, кој што, морам да напоменам, перманентно работеше од август месец па се до тој ден кога испадна, иначе испадна поради напукнување на цевка. Тоа е грените површини во самиот котел се составени од цевки, вака да биде појасно за гледачите. Станува збор за отприлика некаде околу 200 км цевки кои што ги сочинуваат тие грени површини, низ кои што се добива парејата понатаму во процесот за добивање на електрична енергија, да се случи напукнување на таа цевка и во тој момент ние се одлучивме на интрадневна набавка на електрична енергија, бидејќи дента беше Банник, другиот ден беше Божик, граѓаните беа дома. Ние бевме свесни дека на овој начин мораме да ги обезбедиме сите неопходни количини на електрична енергија неопходни за тековните активности на сите граѓани и ние тоа го направивме прилично успешно. Во тоа време по изворено ниски цени, поволни цени и така натаму, но температурата надвор беше минус 28, минус 30 степени и потоа следеше она што следеше во тој период, но фала му на Бога, тоа е све позади нас и сега ние можеме да кажеме дека имаме една стабилна ситуација, што се вели стабилна ситуација од аспект на електроенергетскиот систем, таа и тогаш беше, но сега е уште постабилна, не само поради намалениот конзум, туку и ради временските прилики кои што се надвор. Инаку во исто време, само вака да ви напоменаме на кратка анализа што се случуваше во регионот, имаме испад, односно несинхронизација на две нуклеарни централи во Унгарија и во Чешка, темелени ПАКС. Имаме испад на еден брок од нуклеарната централа во Романија Черна вода. Потоа имаме два блока од термоелектраната Какањ во Босна, слични на овие во рек Битола. Имаме две термоелектрани во Унгарија кои што излегла. Сакате да кажете и добро поминав? Тоа се Дунаменти Матра, не, сакам да кажам дека тоа се нормални појави, вака да ги наречем, во еден процес кога работите со така сложено и комплексно производна постројка како што се термоелектраните, да се случи еден ваков испад, но исто така е нормално во рекордно брзо време кога што ние успеавме да го вратиме тој систем на мрежа, односно повторно да го синхронизираме и тој да произведува како што е случајот до ден денеска. Добро, веројатно ќе има во продолжение прашање колку се нормални тие испади во рек со оглед на сите средства вложени во целосна реконструкција на сите блокови. Павлович. Да, јас сакав да прашам баш околу одлуката на регулаторна комисија за енергетика. До ланската година, значи порано ЕЛЕМ увезуваше струја, па потоа ЕВН почна да увезува струја и се регулаторна повторно враќа тоа право да увезувате струја, да се грижите за потребите на тарифните потрошувачи на ЕЛЕМ. Одлуката важи за една година и во продолжението таму на регулаторна стоеше дека причина за тоа е меѓу другото и можноста да поевтинува цената на струјата. Значи ме интересира дали што е причината за една ваква промена, дали ЕВН увезуваше поскапа струја, па не можеше да поевтинува струјата за граѓаните, или вие не можете да го согласите вашето производство со потребите, не постоеше координација, зошто повторно се враќаме на она старо решение. И дали така ќе биде понатаму или пошто одлукава е само за една година? Видете, кога побаравме од страна на регулаторната комисија да потребите на тарифните потрошувачи, повторно ја би се држал до правиот вординг, не би дискутирал за увоз, затоа што ние дискутираме за потреби на тарифните потрошувачи, можеби нема да биде увоз, можеби еден ден ќе купуваме електрична енергија која што ќе биде оригинално произведена во Македонија. Имаме такви производители. Во Скопје имаме еден таков голем производител кој што двајца кои што може да произведат, да се јават на еден таков натпревар и да продадат енергија. Беше да го оптимираме нашето производно портфолио и на тоа производно портфолио, на нашиот конечен производ му додадеме поголема вредност. Зашто? За да оствариме поголеми приходи, за да можеме тие приходи да ги пласираме на пазар. Тоа што значи? Тоа значи да продаваме кога е скапа и да купуваме кога е ефтина. На пролет, кога цените на берзите и кога цените на електричната енергија се ниски, односно се под онаа маргина која што ние велиме производна специфична цена за мегават час, ние тогаш логично е да правиме ремонтни активности, односно да ги освежиме блоковите и да ги подготвиме да периодот кога ќе имаме висока потрошувачка на електрична енергија, а и висока цена на истата имено, креираме
поголема додадена вредност за нашиот производ, а исто време купиме електрична енергија која што ќе има помала цена од онаа со која што во тој момент можеме ние да располагаме. И при тоа да ги форсираме нашите производни постојки без разлика дали станува збор за хидро или за термоелектраните. Еве ќе ви кажам прост пример. Денеска на берзата Хупекс се тргува мај месец за 42 евра, 42,5. Ја земам Хупекс како најликвидна берза и берза по која што ние правиме репер како ќе се движи бизнисот. Така да март се движи некаде околу 42,5 евра за мегават сат. Април месец е веќе под 37. Мај месец е веќе околу 31,2 евра. Што значи тоа? Тоа значи дека правилен менеджмент и правилна одлука, правилно оптимирање на производното портфолио подразбира дека кога цената е ниска, односно пониска од вашата специфична цена произведена, вие ќе ги правите ремонтите. И ако земете сега да направите анализа на термоелектраните во Централна и Источна Европа, ќе видите најголемиот дел од тие термоелектрани влегуваат во ремонт втора половина на март се до прва половина на јули. Поготово периодот што с нас не очекува сега, а ја очекувам дека ќе биде сериозно, како да кажам, енергетски зависен, не зборам за нас, него зборам за медитеранските земји, поготово во периодот на туристичката сезона, бидејќи снегот што падна кај нас во соседна Бугарија и Романија не е случај во делот на Централна и Западна Европа. Подразбира дека ние мораме да искористиме таа шанса да кога е ниска цената на електричната енергија купиме, а кога ќе имаат овие потреба да произведуваме вишоци и да продаваме. Ali само на тој начин во јануари со висока цена. Некако имате отстапување, добар бизнис план е кога е ефтино да купувате поевтино и да продавате кога е скапо. Но некако јануари ве изненади и можеби да испаднете на нула у суштина заради цените што ги плативте во јануари и целиот бизнис план да ви се помести само заради тоа што не бевте подготвени јануари да го покриете. Добивам впечаток дека малце ви изненади месецот, како што ги изненади Македонија пат, како што не изненадува, не знам, РХМ за времето во август што ги изненади страшното невреме. Некако не предвидовте дека стварно може да биде минус 30 и конзумот да биде многу поголем. И дојдовте дневно да интервенирате. Значи, добиваме впечаток дека повторно гледате 3 месеци унапред, но првиот месец стартниот не бевте подготвени и ве изненади и вас. Бидејќи, како што рековте, вие сте тие што треба да го задоволат конзумот, односно тарифните потрошувачи. Имам чувство како да ги политизирате работите, но јас ќе се вратам. Ба не ги политизирам, нормално прашање е да ве поставам со увозот и со цената. Зошто одма давате етикета, никаде немаше политизираност во се во овоа. Само немојте да одиме со политизираност. Само со тоа. Прашувам многу просто. Да ја оставиме иронијата упатена према Македонија пат, еве ќе ја прифатам оваа упатена према Елем. Да, не изненади, исто како што изненади цела Европа, исто како што изненади Германија, Франција, Романија, Бугарија и Грција. Исто така и нас не изненади. Но за разлика од сите овие земји, ние успеавме да ја оставиме границата отворена и да ги задоволиме потребите на тарифните потрошувачи. Да, направивме увоз на електрична енергија за да го надополниме недостатокот на електрична енергија кој што е разлика од реалниот физички конзум и она што можевме максимум да произведеме во тој момент, но сето тоа, како што самите рековте, ќе биде покриено од оние вишоци што ги продававме во ноември и во декември, како и дополнителното производство кое што до овој момент е преку 10, да бидам попрецизен, кое што е 10,25% само во првите 25 дена во јануари. Понатаму, очекуваната ниска цена, која што впрочем е репери на берзата сега, која што ќе ја набавуваме во март и во април, па зашто да не и во мај, и сето тоа ќе се нивелира, а зашто да не ја оствариме додадена вредност, па да побараме од регулаторната комисија намалување на цената на електричната енергија која што ќе има. Обично се случува обратното, загубите ги компензирате со тоа што од регулаторната комисија барате зголемување на цените. Која е просечната цена по која што сега ја набавивте струјата за вкупниот период? 8.1. 31.1.2017. За јануари месец до овој момент просечната цена која што ја набавивме се движи некаде околу 95 евра за мегават сат за сите количини
Иако вашето прашање биде да, вие ќе ја продадете Дали истата... тоа ќе падне на грбот на граѓаните, конкретно моето прашање, бидејќи од каде со оглед на тоа што ако ја сгрешивте временската прогноза сега, како може да предвидите дека хидроложката состојба во иднина до пролет и понатаму ќе биде таква да вие со сопственото производство можете да го надокнадите сето тоа, а да не падне на грбот на граѓаните? Многу едноставно, затоа што во овој момент ние имаме методологија со која што ги калкулираме сливните подрачја, односно снежната покривка која што сега гравитира во тој географски дел кој што е сливно подрачје, кој што ги полни нашите хидроелектрани. И во овој момент нашата тоа не е во науката нешто чудно, тоа во нашата наука е вообичаена метода, да ние во овој момент имаме помеѓу 400 и 500 гигават часови електрична енергија. Значи јануари се уште не е завршен, а ние имаме помеѓу 400 и 500 гигават часови електрична енергија. Што значи тоа? Тоа значи 1/3, односно едно полнење на тие хидроелектрани во целата година. Ние тоа ќе го обезбедиме само во првите 25 дена од јануари. И тоа на нас ни дава доволна сигурност дека на пролет ние ќе имаме сериозно производство од хидроелектраните, ќе имаме намален конзум, пошто е природно, денот ќе биде подолг, граѓаните нема да се греат на електрична енергија или нема да ја користат така интензивно електричната енергија, него едноставно конзумот ќе се намали, моќноста ќе биде намалена и ние ќе имаме сериозни вишоци кои што можеме да ги пласираме на пазарот кога ќе бидат потребни. А ви реков кога ќе бидат потребни, тие ќе бидат потребни во летните месеци, но исто така и до година зимските. Инаку само да гарантирате дека нема да излезете пред регулаторно со барање како што се случувало во минатото, вашите загуби да бидат надокнадени на сметка на покачување на цената? Не само што гарантирам, јас ви уверувам дека за овој регулиран период, а тоа е 1 јули 2016, 30 јуни 2017 година, АД Електрани на Македонија нема да побара зголемување на цената на електричната енергија како резултат на нејзиното работење. Мирко. Добро, со оглед на тоа што се воведот во темата беше токму овој увод што се случи во текот на јануари, цените по кои што увезовте електричната енергија не треба да ни изненадат со оглед на тоа што се увезуваше енергија во месец кога генерално на регионалниот пазари во Европа недостасуваше струја, цените се високи, струјата е скапа. Тоа е како сега да објаснам попластично, како да барате да купите јагнешко за Великден. Ем тешко се наоѓа, ем скапо чини. Сега прашањето е што е тоа што не доведува до ваквата ситуација. Адхок испадот на третиот блок на рек Битола можеби е нешто што сигурно нешто што не можеше да се предвиди. Споменавте дека удел во ова има и тоа што погрешно бил прогнозиран, односно проектиран конзумот во јануари на потрошувачка на електрична енергија. Меѓутоа, колку е проблем тоа што основните производствени капацитети на струја во Македонија се стари, истрошени и амортизирани. Значи тоа е еден проблем кој што може да се решава низ годините, не е адхок испат и не е нешто што не може да се предвиди, туку е нешто што треба да се планира подолго време и на кое што треба да се работи. Токму така, апсолутно се сложувам со вашата констатација дека е потребно вложување во производните капацитети. Имено доколку тоа вложување започнало пред 10, 14, 15 години, сега можеби ние немавме да имаме ваква ситуација. Затоа што во енергетиката, знаете, работите денес утре не можете да ги решавате, но не можете ни сега за 5 години. За да вие направите сериозно вложување и модернизација и ревитализација на постојен енергетски капацитет, некогаш ви треба вие малку една декада. Затоа што за да вие направите модернизација на една термоенергетска постојка, вие најпрво треба да направите модернизација на суровината која што ви е неопходна за да го произведете вашиот производ, тоа е електричната енергија, а тоа е рудникот. Значи вие треба да знаете со што располагате, со каков потенцијал располагате. Ако вие констатирате, а тоа се сериозни геотехнички истражни работи, со кои што тимови се занимаваат, тоа е цела наука и трае, тоа не трае 1-2 дена, месец, 2-3, можеби трае и со години, излага еден елаборат, тој подложи не на друга, трета ревизија и вие тогаш гледате со колкав потенцијал располагате во периодот што следи. Врз основа на тој потенцијал, вие превземате инвестицијска одлука дали понатаму преоѓате кон отварање на нов производен капацитет да го градите од почеток или ревитализација и модернизација на постојна. Таква беше ситуацијата во Битола, таква е сега ситуацијата и за термоелектраната Основе Кичево. Затоа може би малку подоцна. Инаку, што се однесува до хидроелектраните, кои што се во собственост, односно во производното портфолио на АД Електрани на Македонија, можам да кажам дека две фази на модернизација и ревитализација на истите е помината.
вложени се сериозни средства. Тие средства се разбира денеска го даваат ефектот, односно имаме зголемено присуство и зголемена надржност на самите хидроелектрани, но сега сме пред една нова инвестициска одлука, тоа е третата фаза, уште дополнително зголемување на нивната моќност и уште дополнително зголемување на, како да кажам, производниот потенцијал на тие хидроелектрани. Меѓутоа, од објективни административни причини, немање се уште формирана влада со политички легитимитет и така натаму, ние не можеме да продолжиме понатаму. Но се разбира со формирањето на таа влада, прва одлука и прв чекор кој што ќе биде на АД Електрани на Македонија е третата фаза за модернизација на големите хидроелектрани кои што се во производното портфолио на АД Електрани на Македонија. Тука секако спаѓаат и голем број развојни проекти, се надевам дека ќе имаме можност тоа ќе биде во вториот дел да го завршиме пред се овој сегмент. Околу одлуката на регулаторна. Значи, зошто е донесена практично на среде еден календарска година во енергетиката, пошто нели почнува од јули, кога регулаторна носи одлука за цени на електричната енергија и се базира за трошоците кои ги имате трите енергетски компании. Дали сега, мислам, пошто значи проекцијата на регулаторна за цените беше некои проекции кои ЕВН ги имаше за увозна струја. Сега тоа паѓа на вас на терет. Значи како вие меѓу себе сега тоа ќе се компензирате? Дали ќе имате вие доволно пари да ги покриете овие трошоци или ЕВН ќе има можда вишоци од цената што ја зима од цената од граѓаните? Апсолутно е така вашата констатација, меѓутоа тоа е пракса во минатото, не е ова прв случај, така се случи во 2012-та и претходно 2007-2008. Да во календарската година се донесе ваква одлука, а регулираната година е од 6-тиот до 7-тиот месец. Така да не е ова прв пат, него можам да кажам е пракса за промена на одлуката на компанија која што ќе го врши обезбедувањето на неопходните количини на електрична енергија за тарифните потрошувачи, односно оние кои што се на регулираниот сегмент од пазарот, но имате во предвид дека во минатото таа порција беше некаде околу 7 терават-сати. Тоа е некаде околу 7 милиона мегават-часови. Сега е 4. 7 милиони, кога АД Електрани на Македонија можеше теоретски да произведе 5,5. И тогаш, изненадени, неизненадени, ние моравме да го надоместиме тој геп, тоа отстапување, односно таа разлика од реално потребниот конзум и максималниот кој што генерира. Затоа ние сме сега многу убедени, врз основа поготово на моменталната ситуација, дека овие 4 терават-сати кои што сега ги користиме, кои што сега ги обезбедуваме за тарифните потрошувачи, ќе бидат обезбедени навремено, ажурно, како што нормално секоја една сериозна компанија го прави тоа, но истовремено со оптимално работење на производните капацитети ќе генерираме сериозни вишоци кои што во иднина нас ќе ни обезбедат и додадена вредност на самиот производ. Лани колку струја имате продадено? Ја имам податоци за 2015 дека 400 гигават часови сте продале, пред тоа околу 300 и нешто. Лани колку сте продали по која цена? Минатата година продадовме во ноември месец, продававме по цена некаде околу 52 евра за мегават сат, 51,85 ако не се лажам, на јавна и транспарентна поставка, повторно ќе кажам, а во декември месец учествувавме, ова што кажа колегата од Теменугов од Алсат, на тендерот за загубите кој што го организираше во случајов операторот на дистрибутивен систем, продававме енергија која што во тоа време беше по цена некаде над 48 евра. И во двата случаи ние креиравме додадена вредност на нашиот производ, но тука е двоен бенефитот, бидејќи ние кои не ги продадевме, ние немаше да ги произведеме тие количини на електрична енергија. И тука почнува новата ера, кога ние почнуваме да размислуваме предприемнички. Отвараме компанија во соседна држава, компанијата во соседната држава сега во моментов има лиценца, од понеделник е веќе активна на пазарот во таа соседна држава. Отвараме компанија во земја од членка на Европска унија, која што ќе ни овозможи исто така да тргуваме и да разменуваме електрична енергија во границите на Европската унија, што значи дека производот на АД Елем сега во моментот, односно ајде ќе кажам за 2 месеци од сега ќе нема граници во Европа. Знаете, струјата вие не можете да ја складирате, вие ја произведувате и ја трошите. Прашање е како ќе се оптимирате. И тука, можеби за 3, 4, 5, 6 или година дена, ние повторно ќе седнеме во оваа студија и вие ќе оценувате работата на АД Електрани на Македонија, бидејќи пазарот го диктира новиот пристап.
Добро, за колку мегават часа се работеше во вие ноември-декември што ги продадовте, мислам колешката дека? Па станува збор за некаде околу 150 до 200 гигават сати. Значи некаде околу милион евра е тоталниот вкупниот обрат на средства кој што ние го направиме. Ќе биде декларирано во годишниот енергетски извештај кој што го издава редовно таму некаде мај, јуни месец регулаторната комисија, но тоа е за минатата за 2 месеца. Оваа година очекуваме богами многу сериозни количини. Фактот, значи, сепак се тие помали количини него претходните години. Значи, нели, 2014 321 мегават час продаден гигават часа, 2015 390, а лани суштина целото производство беше многу помало него другите години. Значи имаме термоелектраните 2700 гигават час имат произведено, претходните години по 3000 нешто. На што се должи практично ова помало производство цела оваа година на струја? Затоа што... Дали на ремонти, на нешто друго или неусогласеност на потребите и Не. Се должи затоа што од 1 април оваа година дополнителни 200 до 250 гигават сати излегува на слободниот сегмент од пазарот, што значи дека од нашето производно портфолио кое што ние требаше да го продадеме, ни беа малтене откинати. Тоа е нормално, мислам. Тоа е пазарна логика, либерализација, имаме ние динамика. Токму овој пристап сега кој што ние го имплементираме, отварање компании, зголемување на можностите на АД Електроенергија Македонија ќе ни овозможи да бидеме конкурентни на слободниот сегмент на пазарот. Видете, еве еден пример јас сега ќе ви кажам. Имаме трговци кои што се присутни, не само во Македонија, туку секаде во регионот, кои што најчесто покрај билатералните спогодби што ги имаат за набавка на електрична енергија, да ги хеджираат своите продажби, тоа викаме продавам и веднаш набавувам енергија за да си ја обезбедам таа енергија, да не му ја мислам, но оставаат една количина на таа која што не им е затворена. Па велат таа ќе ја купуваме на берзите ден за ден, бидејќи искуството во минатите години велеше дека реализацијата на дневна основа ни додава вредност, односно повеќе заработуваме. Енергијата е поевтина. Тука сега се случи најголемиот проблем, што голем дел од тие трговци оставија поголеми количини да ги пеглаат на дневна основа на берзите, затоа што цената во ноември на берзите беше висока, не можеа да ги хеджираат, односно да ги затворат своите продажни портфолија во ноември за јануари, февруари, март, не влегоа 5 нуклеарни електрани во Франција, проблеми со ветерните централи во Германија, едноставно немаше енергија од Централна и Западна Европа која што ќе продре на кај овој дел од Европа. И тогаш они ја дигна свесно, односно несвесно цената на самите верзии. Денеска, еве јас ќе ви кажам пример, последната јавна набавка АД Електроенергија Македонија купи 88,5 евра, денеска на Купек се тргува 109. Што ќе се деси? Трговците книжат загуби. Во регионот голем број трговски фирми затворија овој месец. Значи све што заработиле годините наназад, за 10 дена го изгубија. А ваков ќе биде трендот богами до средината на февруари. Што ќе се деси ако и кај нас се случи да дел од овие трговци едноставно рече го затвараме бизнисот? Што ќе се случи со овие компании кои што имаат подпишано со нив договори? Како ќе ги надокнадите ако се случи тоа? Како континуирано паѓа обемот на производство, го забележавте тоа, објаснувавте исто така, но во последниве 10 години од година во година паѓа производството на термоцентралите. Тоа може да биде, бизнис логика, но дали и кондицијата е многу влошена на производството од термоцентралите? Добиваме впечаток дека премногу често има испади во рек 1, 2 и 3 и дека некогаш имате проблеми да произведете електрична енергија. Тоа е во изминативе 5-6 години присутно. Јас можам да ви кажам дека ако ги анализираме испадите, тоа не е предмет на чувство, тоа е предмет на факти. И ако ги анализираме бројките не на испадите, него на, како да кажам, дефектите во рек Битола и ги компарираме со истите пред 15 години, кога се копаше јаглен од суводол со 2000 килокалории, а сега се копа јаглен од суводол со 1000 или од бротниот со 1200 до 1500, па ви морате мазут да дополнувате за да можете енергетски да го држите блокот, а секој мазут подразбира ризик за сите тие грејни површини, бидејќи може да греат и да зголемат нивната температура, ќе видите дека е помал. Сега, зашто, ако ме прашате, не произведуваат термоблоковите, ќе ви дадам еден едноставен одговор. Ако пред 15 или 10 години, во април месец, беа потребни, условно збориме,
300 до 350.000 мегават часови да произведат електроени на Македонија на регулираниот сегмент од пазарот. Април 2016 година се потребни 150, затоа што 50% е на слободниот сегмент. И сега се поставува прашањето, АД електроени на Македонија, дали треба со овие 3 блока да работи, или да работи само со еден, колку што е доволно за да ги задоволи потребите во тој месец, во тој сегмент на потрошувачите кои што се на регулираниот пазар. Тие две работи се причинско последични. Односно, и не идат пропорционално, точно, не идат пропорционално, не значи дека вие ако го ослободите пазарот 50%, треба да намалите 50% вашето производство, на сериозно влијае. И ако порано АД електроени на Македонија произведувал 5,5-6 терават-сати, кога бил 100% регулиран, сега произведува 4-4,5, кога е 50% либерализација. Рековте, повели Мирко, окей. Произведувате по конкурентна цена, која може да се надпреварува на берзите регионални? Да, во овој момент кога би имале вишоци и кога би можеле да произведеме, ќе заработевме многу. А немаме, бидејќи немаме капацитети кои што може да... Не, бидејќи имаме зголемен конзум кој што го надминува техничкиот максимум на постојните капацитети во Република Македонија. Добро, не можете преку Елем Трейд, затоа што споменувате дека врз производството, односно количината на производството, влијае тоа што голем дел од компаниите се сега на слободниот пазар, односно ослободена е таа, како да кажем, обврска на Елем да обезбеди енергија за нив. Дали тоа не значи дека доколку произведувате по конкурентна цена можете преку вашата компанија Елем Трейд да ги понудите тие количини на овие фирми да се тргуват, да се надпреварувате со трговците? Можеме и тоа е дел од нашиот бизнис план во иднина, но да ја оставиме шанса на Елем Трейд да воспостави сета инфраструктура во трговијата, вие не можете со една фирма во Србија да речеме соседна и да имате надлежен бизнес. Вие мора да отворите неколку позиции. Токму од таа причина ни е потребна компанија која што ќе биде сопственост на електроени Македонија во земја членка од Европска унија, која што ќе ни даде различни можности на различни позиции. Позиција една берза во Романија, друга берза во Унгарија, трета берза во Чешка, четврта берза во Словачка, пета берза, да речеме, во Словенија и така натаму. Ние мора да имаме повеќе позиции. Вие не можете да се надевате дека со вашата компанија, да речеме, во соседна Србија, вие ќе можете овој бизнис да го водите успешно. Затоа што на тој начин го имате зголемено уште повеќе ризикот. Доколку отворите повеќе позиции, што впрочем го прават сите трговци, отвараат компании во сите земји каде што постојат берзи за електрична енергија, отворите повеќе, тоа ќе имате вие повеќе можности. Тоа значи каскаме со тој процес, каска Елем со тој процес или затоа што пред време се знаеше како ќе иде процесот на либерализација, тоа не беше нешто што беше донесено Елем, ако се изземат да речеме словенските компании, холдинг Словенски електране да речеме, која што е државна компанија, е прва државна компанија во регионот која што прави ваква инфраструктура. Тоа не е случај со PPC грчката, тоа не е случај со НЕК, тоа не е случај со ЕПС, ЕПЦГ, ХЕП и така. Е прва компанија. Се дали каскаме? Ако се споредиме со вие, не каскаме. Да, ако се споредиме со германски Airway или Verbound, точно доцниме едно 5 години. Но ја велам, никогаш не е доцна. Подобро сега да почнеме, додека можеме, 2020 е пред нас, да ја создадеме оваа инфраструктура, за да можеме да дадеме вредност на нашиот производ, отколку никогаш. Господине Мицковски, спомнавте за проблемите со мазутот и со јагленот, односно мазутот што се употребува, да, тоа е реален проблем кога се менува структурата на производството, односно на енергенсот. Но гледаме во минатото дека, не толку далечно минато, дека се задолживме за да ги модернизираме и зајакнеме као производствените капацитети. Дали на вистинско место беа употребени парите за да се добие вистинска модернизација, за да можат максимално да произведуваат во наредните 20 години, како што морам да цитирам, најавува и поранешниот министер за финансии Зоран Ставевски, поранешниот директор Чинговски, кој што рекоа дека со тие модернизации, со некои 100-200 милиона што ги инвестирале, дека 20 години нема да има проблем со производството во РЕК Битола. Гледаме дека и после тие најави, после тие две модернизации, две задолжувања и употребени пари за модернизација, сепак имаме проблеми во производството. Дали можеби недоволно таргетирано беше извршена модернизацијата? Едноставно тие што ја извршуваа модернизацијата работеа со некои други стандарди, а во РЕК Битола има сосема други стандарди на работа, односно друга технологија. Молам сосема за кратко, ако може кратко, или да одиме прво на реклами, па ќе се вратиме на дека одговор ќе биде. Тогаш, бидејќи во овој програмски дел останавте должни, односно се го оставивме за понатаму и прашање
објаснувањето околу контролите што ги врши специјалното јавно обвинителство, за сето тоа, за како да се оттргне Македонија од енергетската зависност, големите инвестиции наспроти намаленото производство, по кратката пауза за реклама. Повторно сте назад во топ тема на ваша страна. Вечерва мој гостин Христијан Мицковски, генерален директор на ЕЛЕМ, и наспроти Иливо Костец со моите колеги Зденка Павковиќ, Горан Теменугов и Мирко Трајановски. Остануваме должни за одговор на Теменугов на претходното прашање, па ќе продолжиме со оној втор програмски сегмент околу инвестициите, почнати или заборавени. Сушност, ова е влез во тој сегмент. Да, ја ќе се обидам вака да бидам во интерес на емисијата колку е можно пократок. Дали средствата за модернизација на РЕК Битола беа правилно искористени, немајте дилема. Нити па некој оваа држава треба да има дилема дали тие средства биле правилно инвестирани. Така што главна цел не беше зголемување на инсталираниот капацитет, него продолжување на работниот век. Да не е рикнува, мислам да нема проблеми со работењето. Не, продолжување на работниот век, затоа што во една термопостројка работен век е еднаков на 200.000 работни часа. Сите три блока без исклучок го има надминато. И доколку вие не ги сменевте грените површини, тоаш не само што ќе ви пукаат цевки како петарди кои ќе го вклучевте блокот, туку вие ќе немавте нефункционална технолошка целина. Затоа немојте дилема. Значи сменети овозможено и повторно ни се случи на ладното. Тоа беше малце дилемата што ни се јави вака кога ги гледаме. Да се докажам, ако ми дозволите. Обезбедени средства, политика, не знам што треба да направи. Политиката и компанијата и менеджментот во тој момент носат инвестицијска одлука, обезбедуваат средства со поддршка на државата, нормално, распишуваат тендер, имаат проектна задача. Проектната задача е она што го говорев пред малку, односно велиме проценка е дека врз основа на тие и тие геотехнички истражувања имаме резерви на јаглен толков и толков, еднакво за 120.000 нови работни сата. Аха, тоа е проектната задача, како треба да се модернизираат блоковите. И вие имате јавен надпревар, се јавуваат реномирани компании, добива најповолниот економски оператор. За ваша информација, германска компанија. Така е, на руска технологија. Сериозно, видете, законот е таков. Не спорно, не ви го спорам, туку дека настанува празен кај што може да не ви ги спорам употребените пари, не спорам, немам инсинуации дека се употребени за нешто друго, туку едноставно дека е утнато во поглед на обновата на РЕК во соглед на тоа што се обновува руска технологија од германци кои што веројатно таква технологија првпати во животот видел. Многу смел заклучок, јас сум професор доктор во таа област и не би можел ваков смел заклучок да дадам. Јас имам право да поставам прашање, јас не давам одговор. Вие констатација кажавте сега ваша. Не, јас имам сомнеш, ова е сомнеш. Добре, смело е да се сомнева, бидејќи симулацијата ја правеа мои колеги од универзитетот во Штутгарт. И вие ако имате инженерска логика на тоа што се модернизира, тогаш имате избран економски најповолен економски оператор, што треба да направите? Да не го изберете? Нормално е дека ќе го изберете. И нормално ќе чекате, и нормално само да ви кажам каде е овдека каде е работата, каде е проблемот, да ви го лоцирам за да ви биде полесно понатаму. Завршува модернизацијата. Ја прави компанијата која што ги третиот блок, вториот блок ги завршува модернизациите, односно реконструкциите на тие грени површини, почнува јаглено да стига и тој јаглен не е со таа калорична вредност како што бил со геотехничките истражувања направени 2003-2005. И тогаш јас гарантирав за овие. Ова е нешто друго. И сега вие се доведувате до една ситуација како понатаму да продолжите. Ме разбирате? Ве разбирам. Тоа е суштината. Инаку вие немате позиција мазот да ставите и после нормално, вие немате многу избор. Вие како владена политика и компанијска политика можете да донесете одлука, да обезбедите пари, да имате волја, да обезбедите работни места за тие работници таму, а не да ја затворите електраната. Тоа е политичка одлука. Понатаму не можат министрите да влезат во котелот и да ја прават модернизацијата. Меѓутоа има една. Но повторно ќе ви кажам, сето она кое што се вели испад на блок во РЕК Битола, компарирано со она што било пред 15 години, сега е помалку.
Но еве и тука ќе ви објаснам зашто, затоа што работат помалку споредено со тогаш, а работат помалку бидејќи потребите се за 50% помали од тие пред 15 години. Видете, во инженерската работа 1+1 е 2. Тука нема многу политика и манипулација. Добро, испаднале се пак но од друга страна се бројките исто така специфични. Период 2006-2015 година признати инвестиции од страна на регулаторната комисија на АД Елем 680 на 683 милиони евра. Од друга страна, според истите показатели, пад на производството за 25%. Зошто? Околу падот на производството се обидов да објаснам, ево уште еднаш ќе повторам, 2006 година имаме 100% пазар кој што е регулиран, 2016 имаме 50%. И потребите на овие 50% се многу помали отколку потребите на овие 100% кои што биле 2006 година. Од тие причини, блоковите во периодите на годините кога 2006 работеле 2 или 3 да речеме, сега нема потреба, ќе работи 1 или 2. И од тие причини производството е намалено, не од намалената кондиција, него едноставно од намалената потреба. Затоа што регулираниот пазар, колачот кој што треба да го задоволи АДЛМ е помал, спореден визави оној кој што бил 2006. Сега тука има уште една по регулаторна, само и уште ова да ви го одговорам, спаѓа и тековното одржување. Еве јас ќе ви кажам, еден ремонт капитален колку чини во Рекбитола, не еден блок. Колку? Имате представа? Не, немате. Еве јас ќе ви кажам, од 10 до 15 милиони евра капитален ремонт. Такви во овие 15 години има повеќе. На сите, меѓутоа во овој период се и термоелектраната осломи, во овој период се и ремонтите и ревитализациите на сите хидроелектрани. Така да, ова е уште една потврда на она што го зборував ја во минатото на многу јавни настапи, дека АД Електрани на Македонија има инвестирано повеќе од половина милиарда евра во своите производни постројки во изминатите 10 години. Ако можеме се да произведеме и да го задоволиме конзумот, зошто увезуваме струја? Викате намалено, тога сме произведувале 6.000-7.000 гигават часови годишно, сме имале се, одеднаш сега произведуваме 4.000-5.000, значи можеме без да увезуваме да го задоволиме потрошувачот. Зошто увезуваме? Зошто се појавува? Многу внимателен и прецизен. Јас реков 5,5 до 6 бил теоретскиот максимум, кога конзумот бил 7 терават сати. Значи 5,5 до 6.000 гигават сати кога конзумот бил 7. Сега на регулираниот сегмент од пазарот. Сега конзумот е 4. И ние немаме потреба да произведеме повеќе од 4. Да, доколку видиме можност и цените во регионот, односно потенцијал да произведеме, а продадеме по цена повисока од регулираната или од онаа специфична цена која што нас не чини за произведен мегават час, ќе произведеме. Таа е политиката на АД Електрани. Се избирам, Мирко, само уште една дилема, па ќе ви ги препуштам прашањата. Уште една дилема во однос на овие бројки показатели, производство и така натаму, забележлива ако се чита енергетскиот биланс за 2017 година. Производството на електрична енергија на ниво на држава ќе биде за 4% пониско во однос на 2016 година. Тоа е прво едната проекција. Од друга страна имаме кај електричната енергија дека ќе се предвидува за зголемување на потрошувачката од 4,7%. Да, еве и тоа ќе се обидам да објаснам. Ова е Така. Не, бројките се тие, меѓутоа која е логиката? Еве сега ќе ви кажам, затоа што од 1 април една друга група на компании повторно ќе излезе на слободниот сегмент од пазарот и тоа ние го естимираме во рангот на 4%. Но сега да ви кажам веднаш дека тоа нема да биде така, затоа што само во првите 25 дена, поради сето ова што се случува во Македонија, ние го имаме надфрлено производството за 10,25%. Само во првите 25 дена. Кога сме го правиле тој енергетски биланс, тоа се прави летните месеци, есента се усвоива, логично, тоа е постапка, тоа не и тоа е постапка која што е со години наназад, тоа не се менува од година за година. Декември лани е објавен. Да, тоа е објавен, усвоен ноември, се работи цело лето. 4% велиме ќе бидат оној сегмент од пазарот кој што ќе излезе на слободниот од 1 април. И ние велиме да, ќе произведеме помалку
4%. Сега велиме зашто 4% повеќе? Затоа што естимираниот GDP раст во таа година носи изголемена побарувачка на електрична енергија. И ова, што вие го цитирате во енергетскиот биланс, не го правиат Електрани на Македонија. Само е дел. Тука се МЕПСО, ЕВАНА, Академија на науки, стопански комори, сите тие работат да го креираат овој енергетски биланс, бидејќи тој не е само електроенергетика. Тука имаме нафта, газ, имаме сите сегменти, меѓутоа сега зборуваме за енергија, за 4% затоа што ќе имаме нови компании што ќе излезат на слободниот и тоа отприлика тоа потрошувачко портфолио, а 4% зголемена побарувачка затоа што чувствуваме дека ќе имаме зголемен GDP, раст на економијата и тоа само по себе носи поголема потреба од енергија. Добро, дали тоа значи дека во 2020 година, кога ќе имаме целосна либерализација на пазарот и кога конзумот на регулираниот пазар ќе биде практично нула, дека треба клучна врата да се стави на производствените капацитети ако тие не се во можност да произведуваат конкурентна енергија за извоз? Видете, тоа можеби нема да биде толку голем проблем за производниот капацитет на ЕЛЕМ, да не речем нема ич да биде. Повеќе ќе биде за снабдувачот на тие кои што ќе останат на регулираниот. Еве сега ќе ви кажам зашто. Во овој момент ние имаме регулирана цена. И таа цена е 40 нешто евро. 41 евро, да заокружиме да не биде полесно. Таа цена е 41 евро во 3 часот наутро, кога конзумот е 400 мегавати, зборам сега, кога имаме минус 30 надвор, кога сите се дома, празник ден, ефтина тарифа. Ве молам само за поконцизни одговори, бидејќи имаме уште 2 цели тематски целини, а многу малку време и верувам многу прашања од колеги. Се обидувам да бидам поконцизен. Но е и 41 на 950 мегавати во 8 часот на вечер. Цената на берза во 8 часот на вечер е 90 евро. На 950 мегавати. Цената на берза во 2 часот наутро на 450 или 400 мегавати е 35 евро. Тоа значи не сме спремни за либерализација? Молам? Не сме спремни за либерализација? Напротив, тоа сакам да кажам, дека за да АД Електрани на Македонија го задоволи потрошувачката крива во овој момент, ќе има поголема цена, односно повеќе ќе заработи, затоа што ќе има поголема додадена вредност, ако е репер некоја не мислам како елем, него како држава дали сме подготвени да го издржат потоа и граѓаните тој. Апсолутно. Дали има логика да останете државна компанија при потполна либерализација на пазарот? Видете, во овој момент ние се грижиме да го обезбедиме на среден и на долг рок развојот на компанијата. Дали има логика или нема, тоа е една друга процедура за која што понатаму ќе размислуваме. Но сега во овој момент ние сме, ако ја компарираме со регионот, држава со можеби најголем процент либерализиран пазар, имаме усвоена методологија и динамика на отварање на либерализација пазарот. 2020 ќе се консултираме со јавноста, ќе дојдат политички елити, нови, сегашни, понатаму ќе видиме како ќе се оди работата. Ова не е одлука која што можеме да донесеме сега и веднаш во овој момент во оваа студија. Ова е одлука која што треба темелна анализа, да се анализираат сите позитивни, негативни страни. Али како што рековте, треба за енергетиката не од денес за утре и веќе треба да е сериозно почната анализата да знаеме дали ЕЛЕМ ќе остане во државна сопственост или ќе отиде на продажба, бидејќи ако сега треба да се почне во 2020 да почне некој оквир да се добива, тоа веќе би требало да ги знаеме некој начин. Дадов одговор на вашето прашање, секако јавноста мора да биде консултирана, бидејќи АД ЕЛЕМ е на граѓаните на Република Македонија. Апсолутно, затоа во време да се почне да се праша. Комплексен е и вториот тематски блок, како Македонија да ја надмине судбината на енергетска зависност. Бошков мост пропадна, иста судбина го чека Луково Поле. Чебрени галишта се чинат со години неостварен сон. Проектот соларна електрана запечатен, ја имаме ветерницата. Термоелектраните и натаму остануваат главниот извор на струја, а јаглен нема или снемува, се бараат нови извори. Првото прашање во овој сегмент од колешката. Мене најмногу ме збуни деновиве на информација дека се бара предфизибилити студија за 3 нови централи на јаглен. Негдека на 3 региони во Македонија. Зошто повторно се вртиме кон јагленот, кога цел свет гасне централи на јаглен, значи ние старите ги затвара и оди кон обновливи извори на енергија, мене ми се чини дека во Електрани на Македонија постои некаков отпор кон тие обновливи извори на енергија. Знам кога се прави ветерниците, се смета дека тешко се балансира таа струја од ветерот, од сонцето,
ние многу споро некако одиме во таа насока во која одат другите земји. Не би можел да се сложам, затоа што државната политика за имплементирање на обновливите извори е една, друга е политиката на компанијата. Инаку државната политика, можам да ви кажам, е прилично инвазивна и динамична. Ние од 2006 наам прв пат имаме изградено 70 мали електрани. Тие веќе произведуваат околу 200 гигават часови електрична енергија. Тие 70 мали електрани имаат преку 200-300 милиони евра инвестиции, вработуваат луѓе. Имаме уште 60 кои што се во градва. Така да како државна политика можам да кажам дека таа е интензивна како никогаш до сега. Се појавија првите фотоволтаични централи, еве сега се појавија и првите централи на ветар кои што се нормално собственост на АДЛМ во овој момент. Тоа беше првата фаза, сега следи втора фаза, исто така поради објективни административни причини да се чекаме да се формира влада, не можеме да продолжиме со втората фаза, продолжуваме со инвестирање. Апсолутно АДЛМ нема никаква аверзија, нити како да кажам отпор кон инвестирање во обновлива енергија, но исто така би било несериозно за ваков мал систем како што е нашиот да немаме примарно сценарио, а примарното сценарио бара базна примарна енергија на 100 и на 100. Тоа е онаа енергија која што нас не е потребна. Ако ние имаме примарно сценарио и базна и енергија која што ќе може да ги издржи ваквите оптоварувања кои што сега се случуваат на системот, тогаш ние можеме да си го дозволиме луксузот да инвестираме не само како АД Електрани Македонија, него да дозволиме и приватни македонски или странски компании да инвестираат во секторот на обновлива енергија. Гледате сега што се случува во Европа, само малце да се докажам. Во моментот, ако ветерните турбини во Германија произведуваа по 20 гигават часови струја, во овој момент произведува 3,2. Ако Германија немаше базна и примарна енергија, дали е на газ, дали е на јаглен, дали е нуклеарна, тогаш не знам што ќе се случеше. Сепак некако ми се чини дека е точен впечатокот на колешката дека имате еден поконзервативен пристап. Од една страна нема јаглен. Значи барате на газ, знам дека барате на газ, меѓутоа сега овие на јаглен се многу чудни. Во денешно време некој да отвора нови електрани на јаглен. Каде газ? Кажавте малце дека има проблеми со јагленот, со квалитетот на јагленот. Зошто не се форсира гасификацијата, иако и тоа е дискутабилно според многу студии за да биде основен енергенс, но еве одиме со јагленот и сами кажавте дека во Македонија имаме проблеми за обезбедување на квалитетен јаглен. Не е точно. Ние бараме исто така и за 3 можни локации за изградба на когенеративни гасни централи, не се само за јаглен. Ние не велиме од домашен извор јаглен да биде. Напротив, ние збориме за увозен висококалоричен јаглен. Ние ако внимателно читате што бараат електрани во Македонија. А зашто да не ја разгледаме таа опција за тоа сценарио? Можеби таа опција, ако даде добри резултати, да не мора оваа генерација на политичари, стручњаци и менеджмент во АДЛМ. Можеби некоја следна, па да оставиме наследство ни нека одлучат. Не, вие сам рековте дека на почетокот рековте дека за да се изгради нешто потребни се 10 години, од тука се логични прашања. Загадувач, сите идеме нели има париски договори за тоа, од тие причини. Да, конзервативна теорија, повторно нови наоѓалишта на јаглен. Каде еве на пример го спомнате Менугов гасот кој што како да не конвергира со една друга државна стратегија за целосна гасификација. Имате ли, например, проценка околу газ? За, например, за ТЕЦ Неготино? Тоа ви кажав како одговор на Павковиќ за прашањето за јагленот, ви кажав дека не само за јаглен, него АД Електрани Македонија исто така има објавено јавен повик за изработка на физибилити студија за изградба на 3 можни локации на гасни електрани. Не е само на јаглен. Истото ќе го направиме и за можни локации за ветар и за сонце. Да ги исцрпиме сите сценарија и да дадеме одговор како оваа држава во имена треба... Зашто го напуштивте како идеја да биде гасна? Само да се доискажам, бидејќи некако... Да, али гледаме дека... Брзи сме со прашањата, бидејќи ние го гледаме часовникот. Апсолутно. Али имаше време да се не е напуштена. Во овој момент се работи физибилити студија која што треба да даде одговор за еднината на ТЕЦ Неготино, дали таа ќе биде конвергирана на газ, дали ќе се работи со висококалоричен јаглен или можеби ќе го користи јагленот од наѓалиштето во Неготинско. Не е напуштена, напротив, јас ви кажав. Ма губиме време, знаете, оваа идеја уж се влече 2006, 2007, 2008, 2009, па немаше ништо, одевме на Чебрен галиште дека ќе го градиме пред секој избори, па пропаѓа
Значи, секоја година купуваме време и физибилити студии и оценки и чекаме да се случи моментот и сега доаѓаме повторно 2017-та, вие зборите за физибилити студија. 10, веќе 11-та година тераме како е пропуштена можноста за да се донесе енергенсот и да се прилагоди ТЕЦ Неготино да биде производствен капацитет. Значи 10 години, 11-та тераме. Декада е тоа веќе сериозно, кај што имаме 25 години. Не спорно, али ова е континуитет политичка влада, кај што имаме континуитет од 11 години, кај што може да спроведе континуирано одредена енергетска политика. Другите нема таа шанса, се менува и сето тоа. Но овде имаме 11 години веќе континуирано некоја политика и ја гледаме и се пропушта можноста. Зошто барем еден таков капацитет не го решивте и да го донесевте гасот? Реално има можност да се гасифицира ТЕЦ Неготино и да се постигнеше тоа за овие 10 години плюс еве 11. И дали има проценка за тоа некаква или ова физибилити студија сето тоа значи дека допрва ќе се прават сите тие проценки? Значи доаѓаме повторно се враќаме на она што е прашањето, да го скратам, зашто ТЕЦ Неготино не е на газ? И каде е гасот во цела оваа развојна стратегија? Во овој момент можам да ви кажам одговорно и доколку би бил ТЕЦ Неготино на газ, не би произведувал електрична енергија по конкурентна цена која што би можеле ние да ја користиме. Како прво. Како второ, не можам да се сложам со вас дека не сме проактивни на тој план. Гледате дека имаме сериозен проект за изградба на примената гасоводна мрежа низ Македонија. Се заврши еден проект Штип-Клечовце, продолжи друг проект од Штип до Неготино. Продолжува понатаму Неготино до Битола. Од оваа страна од Скопје до Гостивар. Така за да вие имплементирате сценарио, треба најпрво да ги изградите сите неопходни инфраструктурни објекти кои што ќе овозможат имплементација. Во оваа наука нема абстракција. Ќе го замислите Неготино на газ, како ќе го донесете газ? Треба да донесете инфраструктура. Да, таму. Гледаме дека не е толку тоа мистично да се донесе. Најодговорно ви тврдам, со оваа цена на историски минимум, иако се малце ритна гасот, на историски минимум, па дури и да имаме цената која што ја гледаме, ја имаат кинезите, да речеме $150 за 1000 нормални метри, ние повторно, ако немаме кондензна работа, односно когенеративна, ние не можеме да генерираме цена на електрична енергија која што ќе биде конкурентна. Морате плинската енергија се троши. Господин Мицковски се добива впечаток дека некако државата лута во оваа инвестициска политика во енергетскиот сектор. Знаете, 10 години, кој што спомена и колегата Теменугов, е долг период. Ние немаме ниту започнато да се гради еден да речеме капитален енергетски објект. Шебрени галиште очигледно имаат многу комплицирана судбина, многу тендери пропадна, сега има нели нов, ќе видиме како ќе не им било суден. Биде исходот од нив. Бошков мост, што не е капитален производствен капацитет, меѓутоа сепак е значаен како нова инвестиција. Исто денови бевме сведоци дека ИБР да го откажа кредитот, така што инвестицијата за 10 години инвестицијските средствата вложени во инвестиција во енергетски објекти се потпира само на оваа ревитализација на трите блока во Рек Битола. Значи тоа е она само единствено што може да се каже дека е нешто капитално постигнато за да се одржи електроенергетскиот систем во Македонија. Ослом исто така е во некоја почетна фаза околу тоа да се види што ќе се прави со него, ќе има јаглен, нема да има јаглен, како ќе функционира во иднина и така натаму. Така што прашањето ми е дали оваа влада која што ја води државата во изминатите 10 години може да се каже дека доби приодна оценка во водењето на инвестициските политики во електроенергетскиот сектор? Еве јас ќе ви кажам неколку инвестиции што ги има направено оваа влада во електроенергетиката конкретно. Отворен е нов рудник Брод Неотино. Прв пат во Македонија од 90-та година навам. Изградена е хидроелектраната Света Петка. Изграден е првиот ветерен парк Богданци, ке се почне втора фаза. Ревитализирани и модернизирани се сите поголеми хидроелектрани кои што се во производното портфолио на АДЕЛ. Завршени се сите геотехнички истражни работи за извонредно два големи проекта, тоа е рудникот Живојно и рудникот Мариово, за кој што имаме и главен рударски проект. Имаме физибилити студија за системот на транспорт на јаглено. Завршена е физибилити студијата и завршена е јавната расправа за проектот за модернизација и ревитализација на ТЕЦ Осломи. Изработен е главен и основен изведен проект за изградба на Бошков мост. Јас не би се сложил со вас дека го откажа ИБРД, него едноставно временски заврши. А зашто не влечевте пари вие? Затоа што во меѓувреме проектот беше
обжален пред Бернската конвенција, тело кое што е дел од Советот на Европа. Се што беше побарано од АД Електрани на Македонија од аспект на заштита на животната средина, превенирање на патеката на рисот, други видови проблеми кои што се поврзани со животната средина, АД Електрани на Македонија ги направи. И во овој момент, овој проект не е откажан, него моментот е ставен на стендбај, додека не заврши процесот пред Бернската конвенција. Да почекаме, ние имаме наши експерти кои што ја бранат таму нашата позиција секоја година. Имаме луѓе од владата, имаме луѓе од ЕЛЕМ, имаме експерти кои што ја бранат позицијата и да видиме каква судбина ќе дојде. Кои не се живее. исполнети во однос на заштитата на животната средина, бидејќи тоа не го крие ни ЕБРД. Навистина не знам. Како може да не знае? Така, не знам, затоа што сите... Но велите нашите позиции ги брани затоа што се што беше побарано како дополнителна студија, како заштита на природните патеки на одредени животни, заштита на некои ендемски видови растенија. Еве го официјалниот одговор на нашето прашање што се случи. Заемот веќе не е достапен со оглед на тоа што условите за исплата на средствата не беа исполнети, значи ЕЛЕМ не ги исполнил условите и вториот значаен елемент, продолжување на рокот не беше побарано ниту од ЕЛЕМ, ниту од националните власти. Зошто? Прво, зошто на првото и второ, зошто на второто? Официјалната позиција на финансиерот во овој проект е дека е временската рамка завршена. Точно, да, цело време се бараше од нас, ви реков, одредени дополнителни студии, анализи, сето тоа ние го направивме. Дури инвестиравме собствени средства за тоа да го направиме. Ама не може да кажете дека не знаете што не е исполнето, кога официјалниот одговор зошто е повлечен кредитот е дека условите не се исполнети. Навистина не. Условите не се исполнети затоа што во овие 5 години не е отпочната градбата. А не е отпочната градбата, не се повлечени парите затоа што е отворен кейс пред Бернската конвенција кој што е составен дел на Советот на Европа. Кој ќе заврши тој кейс, и ако ние добиеме апрувал од Советот на Европа, ние повторно ќе распишеме... Мислите тоа чека и за Луково поле? Само да... Луково поле исто така... екологистите се веќе спремни на готов и за Луково поле да ве нападнат со истото оружје. Видете, екологистите на секаде во светот се борат против ваков тип. Во случајот победија, 1-0 водат се. Не победија. Во моментот трае процес, ви реков, во моментот трае процес пред Бернската конвенција, каде што ние и они имаме спротивставени страни. Ќе почекаме оваа година, ќе се донесе конечната одлука, да почекаме да видиме која ќе биде, па да го коментираме. Ќе речени уште 4-5 години. Не, Бошков мост не е базна електрана, Бошков мост е електрана со дневно изравнување, која што служи за одредени пикови да ги нивелира. Но е доволен асет за АД Електрани Македонија и Република Македонија како производен капацитет. Инаку не е базна енергија. Ако има случај кој што се води, кој што очекувате да заврши годинава, зашто не било побарање продолжување на рочноста на тој кредит за да се осигура финансирањето на проектот доколку ЕЛЕМ го добие продолжување. Можете да барате ново финансирање, а ќе го побараме оној момент кој ќе добиеме конечната одлука од страна на Бернската конвенција. Добро, сега го цитирам ставот Одиме со пауза за реклами и се враќаме со третиот и завршен сегмент, тековно работење на ЕЛЕМ или она што јас во најавата го нареков ЕЛЕМ или енергија за Македонија или златна кокошка за партиски бизнис интереси. Зошто е, ќе откриеме низ прашањата во продолжение. Влегуваме во завршниот блок од вечерашната топ тема. Ни преостануваат, односно ќе им одземеме на колегите уште 10 минути ќе додадеме, бидејќи дебатава навистина беше интересна, а и останаа многу прашања. Се враќам на почеток на прашањето кое што не ми го одговоривте, бидејќи веднаш почнавме со дебатата околу либерализацијата и тоа е истрагата тарифа. Дали тендерот за оваа инвестиција во ЕЛЕМ беше наместен? Видете, станува збор за истрага која што ја врши специјалното јавно обвинителство. Ние како компанија сме комплетно кооперативни. Сите оние документи кои што се неопходни за да можат они да ја обавуваат нивната работа им се ставени на располагање. Исто така и човечкиот потенцијал со кој што располагаме, кој што бил вклучен во самиот процес. И јас повеќе не би можел што да додадам, сем да кажам дека специјалното јавно обвинителство си даде свое соопштение по тој случај, ние на тоа нивно соопштение имавме наш одговор, исто така го искомунициравме со јавноста. Во овој момент додека трае, претпоставам ова е вака правна, да се изразам, предистражна постапка, не би сакал да коментирам детали,
Но, Добро, но апсолутно, ако ја го следиме кодексот на политиките на компанијата, не би сакал да преюдицирам дали е или не е. Јас сум сигурен во одлуката која што на крај ќе се донесе пред војна судска разрешница, доколку постои таква. Дали ЕПР системот функционира во целина? Видете, САП системот е еден изворено комплексен систем. Не, знаеме. Кој што се имплементира. Дали функционира или не? Во овој момент најголем дел од тој систем функционира. Целосно и не може да функционира бидејќи се уште е неговата имплементација. Зошто е бил рокот 2013 година? Видете, во текот на неговата имплементација постојат низа законски измени со кои што овој систем морал да се адаптира. Зошто и логично е да се продолжи неговата имплементација во самата компанија. Зошто 2014 во отчетот на ВМРО ДПМН страна 85, односно отчетот на владата е запишан под графа ветено сторено? Затоа што најголемиот дел од тој систем е имплементиран и функционира. Дали останувате на изјавата дадена деновиве од вашите служби дека во меѓувреме со НЕРАС не сте имале никакви други дополнителни договори? Со кого? Со конзорциумот, со НЕРАС. Со НЕС, мислите, конзорциумот НЕС. Основниот договор е проследен со одредени анекси кои што се поврзани поради законските измени кои што следат во текот на имплементација на самиот софтвер. И ако тие за вас се други аранжмани, да, постојат такви анекси кои што имаат и временска рамка. Пишува дополнителни договор за дополнителни набавки според тоа што можевме да го дополнителни услуги според тоа што можевме да го услуги кои што ќе треба да дадат одговор на имплементација и функционирање на тој систем, а прилагодени на законските измени. Ќе се вклучам тука. Во ред е соработката, секоја чест една од ретките институции што соработува со специјалното јавно обвинителство. За поздравување, бидејќи во една таква постапка може да се докаже или да не се докаже дека да се докаже дека имало или немало сторена злоупотреба. Мене ме интересира неколку работи. Преземата е функција на генерален директор, дали направивте ревизија на работењето на претходниците свој и дали ви се појави како проблем рангирањето на компаниите, бидејќи консултантите препорачаа според документите што ги имаше мојата колешка Наташа Стојановска дека има две мислења консултантите дадено кого треба да изберете за имплементирање на тој систем. Првото е дека треба да биде ROMSIS Saga, кој што на првото рангирање е најповолен, а после веднаш исто така даваат второ мислење кај што јас го читам од заклучокот на консултантите НЕРАС или како го викате вие НЕС, кај што одеднаш станува прво пласиран, каде што не е важно цената на услугата, туку се други фактори за бодувањето. Каде се случи таа промена и дали вие направивте внатрешно при преземање на функцијата една ревизија да видите дека може би некој од вашите претходници не работел според законот? Јас не би сакал да ги коментирам сите овие ваши тврдења кои што се апсолутно на иста брана должина како и она соопштение што го слушнавме пред некој ден од специјалното јавно обвинителство. Не, документи имаме од 2015, ова колешката ги имаше од 2015, тоа е 2 години без малце пред Ако ми дозволите да се искажам. Во интерес на постапката не би сакал да навлегувам во детали. Како што самите рековте, ние како институција ќе бидеме на располагање и сите документи поврзани со овој случај, како и луѓе кои што се инволвирани, ќе бидат на располагање на специјалното јавно обвинителство. Да видиме како ќе се развива овој случај, меѓутоа во интерес на самата постапка јас не би навлегувал во детали кои што вие сега ги споменувате, бидејќи тие понатаму може да влијаат на самиот процес. Не ве копка малце да откриете нешто што работеле пред ме копка како да отворам повеќе термоелектрани, хидроелектрани, да продам енергија, да обезбедам плата за повеќе вработени, да обезбедам повеќе енергија за Македонија. Тоа ме копка. Ова дека некој може нешто прави. Апсолутно, апсолутно не би се спуштал сега на ова ниво на дискусија. Еве едно друго прашање кое што не е под надлежност на специјалното јавно обвинителство, а повторно е поврзано со овие сомнежи околу тендерите и се однесува на компанијата која што е задолжена за снабдување со масот.
значи бизнис тежок над меѓу 10 и 15 милиони евра го добива фирма чиј што оснивачки влог изнесува само 700.000 евра. Како е тоа можно ако се знае дека банкарската гаранција што треба таа компанија да ја обезбеди е 10 пати поголема од оснивачкиот влог кој што го има компанијата. Или и уште еден аргумент, бизнисот го добива фирмата Partinax, која што според условите во лиценцата ги нема основните услови за обезбедување непречено 15-дневно снабдување, што значи ги нема потребните резервоари за складирање на одредени количини на вас. Дали знаете колкав е обротот на просечна компанија за трговија со електрична енергија годишно? Не, јас ве прашав. Ке дојдеме да одговорам, сакам немаме многу време. Јас ќе ви кажам, е 70 милиони евра. Знаете ли колкав е оснивачкиот влог на таа компанија, на просечна компанија? 5000 евра. 5000 евра. Знаете ли колкав е бројот на вработени во таква компанија? 3 до 5, 7, 8, небитно, толку е. Ова е компанија. Не, јас ви кажам за компанија која што врши трговија со електрична енергија. Со тоа сакам да ви кажам дека сите процедурални и законски, најодговорно тврдам, постапки во АДЛМ поврзани со тековното работење, снабдувањето со мазут е поврзан со тековното работење, се апсолутно испочитувани. Еве, јас во овој момент можам да ви кажам дека не само внатрешна ревизија и не само Државен завод за ревизија, него имаме независна куќа, реномирана, која што се бави со ревизија на работењето на Електроенергија Македонија, апсолутно нема никаква забелешка на тие договори. Дури и би поканил и независна ревизорска куќа да тоа го провери. А иначе, аналогија од типот 700.000 па има 15 милиона, еве ја ви дадов една аналогија. Фирма за трговија со електрична енергија има 5 вработени, 5000 евро снимачки влог, 18 милиони евро. Јас имам конкретно прашање. Ако, например, во овој период дневните потреби од мазот, например, се 300.000 килограми или тоа се некаде 9 цистерни, а вие имате компанија која што може да складира половина помалку, што е спротивно на лиценцата, како вие како менаџер на компанијата ќе бидете сигурни ќе верувате во сигурноста во снабдувањето со енергија? Прво, ја би сакал да бидам среќен да не трошам ич мазут. Меѓутоа морам да трошам, ви кажав од кои причини. Но до овој момент, најпрвен бидејќи следев работата на Електроенергија Македонија како професор, понатаму следев како дел од тимот на председател новата, сега како генерален директор, апсолутно и поранешниот снабдувач, а тоа е АД Макпетрол, и сегашниот снабдувач, не знам вие кажавте компанијата, јас не знам името, апсолутно одговараат на потребите на производниот процес на АД Електроенергија Македонија. Моето последно прашање и ќе им дадам завршен збор потоа на колегите, односно завршни прашања. Ако Елем најчесто бара на дополнување на загубите преку цената на струјата, барем така беше во 2012 година и во годините на вашите претходници, не знаеме како ќе биде кај вас, бележи профити, но се покажува и како многу дарежлива компанија. Која е логиката да се инвестираат 15 милиони евра во еден рајски парк? Исто така, тука мораме да имаме спротивставени мислења, бидејќи вие знаете дека АД Електроенергија Македонија го стопираше овој проект, а тоа е изградбата на паркот во општина Аеродром од процедурални причини, што не значи дека е трајно, со отстранувањето на тие процедурални причини. Која е логиката да се инвестираат 15 милиони евра на компанијата за една таква инвестиција? Видете, несуштинска дејност. Да почекаме да ја добиеме конечната верзија на проектот, кој што треба да се изведе таму, како прво, па да видиме дали реализацијата на тој проект биде 100.000, милион, 10-15. Има ли оправданост тебе да биде и милион дури? Апсолутно. АД Електроенергија Македонија, исто како и сите светски компании, слични на АД Електроенергија Македонија, имаат право да вложат во социјални проекти кои што се од интерес на граѓаните, односно на нашите соседи, тоа се сите граѓани во Република Македонија. Таков проект правиме на Попова шапка, во Струга, во Дојран, ќе правиме во општина Аеродром, парк во општина Аеродром, но морам да ви кажам дека тоа се
проекти кои што се финансирани исклучиво со финансиски средства кои што нема да влијаат на финансирањето на тековните развојни проекти на Електроенергија Македонија, нити на оперативните, и истовремено нема да ја оптоварат цената на електричната енергија која што ја потрошуваат граѓаните на Република Македонија. Тоа е она што се нарекува општествена одговорност или е задоволување на партиски хирови бизнес интереси? Апсолутно, тоа е задоволување на потребите на граѓаните и изголемување на комфорот на нивниот живот. По една минута, по 30 секунди за прашање. Рековте дека нема да влијае инвестирањето во Попова шапка 30 милиона колку што беше најавено во Рајска градина. Во последните од 2007 до 2015 година според топ 200 најуспешни фирми според Капитал, вие и бележите и профити, но и загуби. Сума сумарум, во овие 8 години вие имате загуба од 4 милиона евра. Значи, вие сте во минус за овие 8 години. Некогаш, еве, па 2015 завршивте со 6 милиона плюс, но предходната 2014 завршивте со минус 14 милиона. Од каде да инвестирате 45 милиона во два проекта, кога ги немате парите генерално, значи треба да имате екстра пари кои што можете да ги инвестирате и да бидете инаку за општествена одговорност секој чест. Но од каде ви се парите за да инвестирате во сето тоа кога ги гледаме во успешноста и во профитабилноста ваша, дека не може. Тоа се тековни проекти кои што од овој момент па натаму ќе бидат сервисирани и реков ќе бидат реализирани само доколку средствата кои што ќе бидат за нив одвоени нема да влијаат на развојните и оперативните расходи на компанијата. Вие имате минус 4 милиона. Да почекаме да ја видиме оваа година, минатата година беше прилично успешна за Електроенергија Македонија, исто така и 2016, да почекаме да видиме како ќе заврши, па ќе ви дадеме одговор на сите ваши, односно нашиот завршен извештај финансиски ќе даде одговор на вашето прашање. Јас само бизнес логика не можам да видам во овој. 30 секунди за Мирко и исто толку за одговор, пошто пак ќе се навратам на инвестициите во енергетскиот сектор, веќе преска бевме прекинати со рекламите. Значи, за да биде по-пластично објаснето, во Македонија има 3 термоенергетски капацитети, со тоа што едниот остомен не работи веќе известен период. Да речеме да ја представиме Македонија како една кафана, каде што имаме 3 фурни каде што се подготвува јадењето. Сега неготино е скапо да ја користите, бидејќи многу троши таа печка за подготвување на храната. Остоме е стара и амортизирана, не може да готвите на неа, значи вие практично целата храна за гостите од таа кафана ја готвите во рекбитол, ако ги исклучиме хидроенергијата која што, еве да речеме, има многу помало учество во производството на електрична енергија. Дали ова значи дека и понатаму стоите на ставот дека Македонија води добра инвестициска политика во електроенергетскиот сектор и дали може вие како професор да дадете преодна оценка на владата која што во изминатите 11 години менаџираше оваа инвестициска политика? Веднаш ќе ви дадам краток одговор. Кафаната порано имаше повеќе гости и работеа овие 3 и ги снабдуваа со храна. Сега има помалку гости, бидејќи се отвори друга кафана, подат сега таму луѓе. И сега ние велиме, еднава фурма е доволна за овој број на гости. Но како да ги вратиме овие други гости, осломе таа фурна, ќе се обидеме да ја модернизираме и ревитализираме, и тоа го правиме. Ако ја модернизираме и ревитализираме таа фурна ќе произведува квалитетно јадење, ќе произведува конкурентно јадење и гостиве од таа кафана пак ќе си ги вратиме назад одека. Јас често пати, ако бака бев прилично јасен, бидејќи проектот за модернизација и ревитализација на Осломе не само што е завршен, него е помината јавната расправа. И од соодветниот надлежен орган, тоа е Министерството за животна средина, ние имаме добиено и решение за отпочнување на тој проект. Така да, ние како влада, како политика и како компанија, апсолутно не се откажуваме од проектот за модернизација и ревитализација на Осло. 30 секунди за Денка и мораме да... Значи, ние се крстиме во рекбитола. Што ќе биде после 25 години, пошто тоа се сите резерви проекции дека ќе имаме јаглено уште 25 години. Че која е проекцијата, пошто изминативе 25 години направивме 3 капацитети, што ќе се случи кроз 25 години? За час поминуваат. Токму така, во енергетиката 25 години е многу краток период. Затоа ние имаме сега еден нов проект кој што се вика ТЕЦ Исток, односно изградување на нова термоелектрична централа која што ќе биде во источниот дел на Македонија, што тука ги завршивме геотехничките истражни работи на потегот помеѓу Пекчево и Делчево, откривме изворени количини на јаглен, изворено квалитетни, кои што ќе ни гарантираат изградување на нов термоенергетски базен капацитет од 150 мегавати. Тука се проектите Живојно, тука е проектот Марио, но еве и еден друг развоен проект кој што се уште не можам вака гласно да го комуницирам, а тоа е ново рудно наоѓалиште во делот на Прилепско поле.
Затоа понатаму ќе комуницираме јавноста откако ќе ги завршиме геотехничките работи. Нормално е дека ќе треба да изградиме нови капацитети. Се разбира, со завршување и одработување на животниот век на рек Битола, за да ја замениме таа енергија, ние мора да изградиме нови капацитети. Тоа е нормално. Така е во Шведска, така е во не знам, во Италија, така и ќе биде во Македонија и секаде во светот. Ништо не е вечно и трајно. Мораме да завршуваме. Моето последно прашање за вечерва: се гледате ли од понеделник доколку ВМРО ДПМН формира влада на друга функција? Апсолутно го работам тоа што најдобро го знам. Ваму каде што сум го работам она што најдобро го знам. Се разбира, идниот мандатор господин Никола Груевски, идниот премиер на владата на Македонија, одлучува, јас целокупниот мој професионален, човечки и политички капацитет му го ставам на него на располагање. Не исклучувате ако бидете поканет, бидејќи името ви се врти за многу позиции, па дури и за највисоките? Апсолутно, идниот мандатар господин Никола Груевски го има на располагање сиот мој интелектуален, професионален и човечки капацитет на располагање. Колеги, ви благодарам што бевте дел од вечерашното Жешко столче на топ тема на ваша страна. Господин Мицковски, благодарам и за вас што го прифативте предизвикот и се надевам дека со ова ќе ги охрабрите вашите сопартици да бидат исто така дел од една ваква дебата. Верувам не беше страшно. Апсолутно ми беше задоволство. Секогаш кога ќе имаме можности, и јас и сите останати луѓе кои што нормално се активни политички треба да учествуваат во вакви дебати. Ви благодарам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Следното издание и нови содржини во топ тема на ваша страна во понеделник. Довидување.